не учија татковци и дедовци. Една прачка, секој може да ја скрши. 10 прачки здружени, не може никој да ги скрши. Вака здружени, сплотени, етнички, мултирелигиски, бидете горди заради тоа што конечна цел на сите ни е живот за сите. Живот во секое семејство. Живот во Кичево, живот во Македонија. Почитувани граѓани, ќе донесеме европски пари овде во Кичево. Веќе Струмица, Кичево и Радовиш ја реализираат прочистителната станица. При крај се ќе ги пуштиме. Заедно соработувавме со вашиот досегашен градоначалник Фатмир Дехари. Покрај европските пари имаме намера да спроведеме рамномерен регионален развој. Не може 700 близу милиони евра да се лупнат во центарот само на Скопје. Тоа се пари од сите граѓани во Македонија. Парите ќе ги враќаме рамноправно во сите општини. Овде во Кичево депонијата е голем проблем и опасност за кичевчани. Тоа го знаете. И тоа ќе биде еден од приоритетите на кои што ќе се посветиме. Целосна реконструкција ќе направиме на река Сушица. Канализација ќе изградиме во село Другово. Реконструкција на општинскиот објект воената команда. Промена на грејењето во сите училишта. Локалниот пат од село Стрбјани до магистралата ќе го изградиме. Сакам да знаете, јас не сум како Груевски. Јас не дигам телефони на судии. Судиите по полека се одважуваат. Со реформите во судството, независно судство ќе носи пресуди. Ви ветувам, правда во Македонија ќе има. Секој што се огрешил, вклучително сите од врхушката на власта, ќе одговарат. Тој што нема докази не е виновен, нема да одговара. Но преку независно судство ќе се одговара и правда ќе има. Тоа е моето најсилно ветување. Оти ако не одговарат, околу мене луѓето ќе станат исти. Тоа го знам и јас, го знаете и вие. Ако сакаме да не се повтори никогаш повеќе, мора да има одговорност во Македонија. И така ќе биде, зборот го давам и зборот е збор. Нашата перспектива е во нашата различност. Нашата различност е нашиот ветар во грб. Доста не лажеа етнички. Заврши тоа време. Ако ги отстраниме етничките проблеми на помалите етнички заедници, но и на македонската етничка заедница, ќе можеме да се посветиме овде директно на вистинските проблеми на граѓаните, кои што значат економија, кои што значат нови работни места, кои што значат инвестиции. Јас, владата и парламентарното мнозинство стоиме во подршка на сите проекти кои што Саше овде ги вети директно на плоштадот во Кичево пред граѓаните и пред своите сограѓани во градот во кој што живее и има намера да работи. Вечерва е барам подршката. Очекувам крик од Кичево. Оти Кичево знаел во минатото да испрати крик на единство, на сплотеност, на заедништво. Крикот е потребен за да го истрасира комплетно патот на заедничкиот живот на сите во нашата Република Македонија. Барајќи ја вашата подршка, ве повикувам на 15 октомври да излеземе масовно и да гласаме за бројот 19, за Саше Кацевски и за ова советничка листа. Да гласаме за живот во Кичево за сите. Да гласаме за живот во Македонија за сите. Да живее Кичево! Да живее Македонија!